Добра вечер ви посакувам во ново издание на Дневникот за понеделник 27 септември. Ова се настаните на денот. Почна изборната кампања. Успешно привршува пописот. Вечерва се отвора фестивалот Денови на комедија. Нашата програма е прогресивна со реално остварливи мерки, истакна на денешната пресконференција кандидатката за градоначалник на Куманово Теодора Димитриевска од коалицијата на ЛДП и ДОМ. Нашата програма не беше пишувана зад партиските завеси, ниту штабови, туку отворено со сугестии на граѓаните. Истакна на денешната пресконференција кандидатката за градоначалник од коалицијата на ЛДП и ДОМ Теодора Димитровска. Таа воедно на првиот ден на останатите кандидати им посака успешна кампања. Оваа програма ќе биде прогресивна со реално остварливи мерки, а не со некои шпекулативни проекти и програми. Сметам дека ова е исклучителен излез од црно-белиот свет, односно програмата и ги содржи решенија кои што се значени за сите граѓани поеднакво, а не само за некои поединци, односно за нивни лични интереси. Сакаме да креираме, односно нудиме решенија за град кој ќе биде урбан и развиен, а сепак зелен град. Не смееме да заборавиме и на економијата и на бизнис секторот, на малите и средните предпријатија. Нашата општина мора да биде социјално одговорна општина која што ќе се грижи за сите видови односно сите групи на граѓани, поточно и за маргинализираните групи на граѓани. Димитровска нагласи дека авангардноста и прогресивноста на движењето што го застапува се огледало токму во незината кандидатура како најмлад представник кој влезе во трката за градоначалник на најголемата општина во земјава. За мене е посебно лично и значајно го сваќам тоа што повторно ќе ја вратиме сликата на Куманово како чевларски град, со тоа што ја потекнувам од чевларска фамилија. За мене ова ќе биде едно исклучително значајно искуство, но и проект за кој што силно ќе се залагам. Чевларската дејност е многу значајна во нашиот град и место постојано да ја напредуваме, не смееме да дозволиме таа полека да изумира. Посочи дека ова е исклучително значаен чекор за младите и жените кои се застапени на листите. Ветуваат скејт парк, а приоритет ќе биде и културата и уметноста. Дополни дека предлозите во наредниот период ќе бидат презентирани на кумановци, кои ги повика да излезат и да гласаат одлучно за промени за бројот 2. Во Куманово во зградата на Паранешен палас вчера вечер се отвори граѓански штаб на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Кандидатот за градоначалник на Куманово од коалицијата на ВМРО ДПМНЕ Тони Михајловски порача Куманово да биде бастион на кумановци, а поразот на, како што рече, двајца кандидати на СДСМ во Куманово ќе биде победа на Македонија. Само кумановци имаат неповторлива шанса и привилегија да поразат двајца кандидати за градоначалници на СДСМ, рече председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Бране Петрушевски на синокешното отворање на граѓанскиот штаб на кандидатот за градоначалник Тони Михајловски во зградата на Поранешен палас. Петрушевски и носителката на кандидатската листа на советници Елена Доцевска-Божиновска ги повикаа кумановци заедно со Михајловски како градоначалник наново да го градат Куманово. Ве повикувам сите. Распадот на овој хибриден режим започна од Куманово. Ајде, распадот на овој хибриден режим да финализира во Куманово на 17 октомври со победа на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за обнова на Македонија. Советничка листа, носител Елена Доцевска-Божиновска и кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Тони Михајловски. Честа е огромна. Меѓутоа и обврската е огромна и никако не е привилегија. Тоа го кажав многу пати, така и ќе остане од самиот старт до финализирање, до конечната победа и реализација на програмата наредните 4 години. Ние меѓусебно си имавме поддршка во целиот овој процес и сега можам да ви кажам дека дојдовме во ситуација таа поддршка да ја претвориме во нешто што може би наличи не само на добра соработка, туку и можност за евентуален успех во Куманово. Куманово веќе никогаш да не биде бастион на ниту една политичка партија. Куманово да биде бастион на среќни луѓе, на богати граѓани, на убави и широки улици, на зелени паркови. Куманово да биде бастион на кумановци, порача синоќа кандидатот за градоначалник Тони Михајловски. Тој ќе биде победа, што ќе означи крај на сви притисци у Куманово,
што ќе означи крај на делење по партиску книжку, затоа што пред Бога сви смо исти. Тај победа ќе донесе крај на сви јавувања по телефон пред избори. Ако не гласаш за мене, ќе го отпушту татка ти, ќе го намавам брата ти, ќе те истерам од работу. Доста е више од такви притисци. Куманово с победу на ВМРО ДПМН има да биде слободен град. Заедно со целата наша коалиција ќе го браниме Куманово и Македонија овде на 17 октомври и ќе победиме заедно. Секој оној кој што мисли да го даде гласот за оној кој што не нарекуваше небањати, смрдливи, ВМРО-вци, тој ни боде нож директно во срце. Тој му боде директно нож во срце на Куманово и боде директно во срце нож на Македонија. Затоа изборот, драги мои кумановчани, браќа и сестри, е јасен на 17 октомври. Тони Михајловски за градоначалник на Куманово. Мицковски ги повика кумановци заедно сплотени обединети да излезат на изборите на 17 октомври и да ги поразат двајцата кандидати кои што според лидерот на ВМРО ДПМН нанеле зло на кумановци и на другите граѓани. Кандидатот за градоначалник на Куманово од коалицијата на СДСМ Оливер Илиевски од локалитетот Студена вода ги повика младите да ја поддржат изградбата на пешачките и велосипедските патеки, адреналински паркови и спортски игралишта. Илиевски најавува и Кумановско културно лето. СДСМ во идниот 4-годишен мандат ке гради велосипедски и пешачки патеки, адреналински паркови, спортски игралишта, се со цел младите да излезат од дома и да се дружат во природа, порача кандидатот за градоначалник на Куманово од коалицијата на СДСМ Оливер Илиевски од излетничкото место Студена вода, каде што го придружуваа младите од СДММ. Да ја прочитаат нашата програма и се со цел да се информираат и да одиме сите заедно напред. Ние би сакале да го направиме градскиот кеј од почеток на Куманово, од влезот до излезот на Куманово, односно до хотел Куба, и да го продолжиме до уливот на река Пчиња, на Кумановка во река Пчиња. Така да тука ќе имаме 9 километри поврзани патеки, се со цел младите да се дружат и да прават забави. Инаку ќе одржуваме и Кумановско културно лето, се со цел младите да ги споиме на такви места во природата, одошто да одат по домашни услови да се дружат. Изградбата на локалитетот Студена вода финансиски беше поддржана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку програмата за рурален развој. За уредувањето на делот околу Студена вода одвоени се 8 милиони денари, додека за патот од село Билјановце до излетничкото место потрошени се 18 милиони денари, рече Трајан Димковски, заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ние очекуваме дека исто така преку Министерството веќе следната година ќе имаме нови можности за програмите, а велам дека тука аплицираат локалните самоуправи, самите општини, каде што може да направат пат, да се асфалтира патот, како сега што имаме прилика од населено место до 1 километар, или ако се поврзува населено место со регионален пат, тоа е до 7 километри, уредување на паркови, на вакви излетнички места, се е тоа, велам дека програмата ќе продолжи, но се со цел како да ги подобриме условите на пред се руралното население, за да имаат вакви пријатни места каде што може да се излезе преку викенд. Димковски најави дека кон крајот на годинава или на почетокот на следната ќе биде објавен и новиот оглас за аплицирање за програмата за рурален развој. Позитивна кампања во која ќе бидат опфатени проекти кои во иднина би се реализирале. Куманово ќе стане модерен и проевропски град, најави независниот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски. Тој воедно ги повика граѓаните да присуствуваат на конвенцијата која ќе се одржи вечерва во 19 часот и 30 минути на градскиот плоштад. Денеска и официјално отпочнува кампањата за престојните локални избори. Во оваа прилика, во моје лично име, како кандидат за градоначалник, под реден број 80, и заедно со носителката на листа независна група на граѓани за наше Куманово, Ивана Ѓеорѓиевска, под реден број 61, ја користам оваа прилика
да ви се заблагодарам за досегашната подршка и воедно да ви посакам успех. Денеска на градскиот плоштад со почеток во 19:30 часот официјално иницијативата за наше Куманово ја отпочнува предизборната кампања. Ние планираме да водиме позитивна кампања. Во следниот период ќе се посветиме на сите оние проекти кои што во иднина овој граѓански концепт сака да им го понуди на кумановчани, да имаме поубав, позелен, поперспективен и проевропски град. Место каде што ќе останеме да живееме сите. Воедно сакам да ве поканам во моje име, во име на кандидатите на советници, денеска да дојдете на нашата предизборна конвенција на градскиот плоштад во 19:30 часот и заедно да отпочнеме еден нов процес за напредок, просперитет и прогрес на наше Куманово. Општинската организација на СДСМ од Куманово вечерва ќе го промовира официјално пред граѓаните кандидатот за градоначелник Оливер Илиевски заедно со листата на кандидати за советници. Промоцијата ќе се одржи на паркингот пред градскиот базен со почеток во 19 часот. Масовно во 19 часот пред градскиот базен на голема промоција на кандидатот за градоначелник на СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски и на советничката листа на нашата партија. Правиме сериозен голем настан при што ќе имате можност да го запознаете концептот за едно општество кое што ќе се развива во следните 4 години. Ќе имате шанса да се запознаете со програмата на нашиот кандидат Оливер Илиевски. Одблизу да ги запознаете 33 советника кои што се професионалци, домаќини луѓе во средините каде што живеат и каде што работат. Ќе имаме можност одблиску да ја запознаете програмата која што ве уверуваме дека ќе биде победничка. На овие избори, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со коалицијата излегува со еден кандидат. Тој кандидат е Оливер Илиевски. Излегуваме со една листа, чиј носител е нашата другарка Атина Мургашанска. Во пописниот реон Куманово и Старо Нагоричане успешно привршува процесот на попишување. Нема проблеми со апликацијата доколку некој не е дома. Попишувачот го поминува теренот повеќе пати. Се договараат со граѓаните во кој термин може да помине, изјави председателот на комисијата на пописниот реон 49 Александар Гелевски. Вкупно во овој реон има ангажирано 310 лица, од кои 258 се реонски попишувачи, 26 реонски инструктори и 26 резервни попишувачи. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,40%. Малопродажните цени на бензините БС95 и Евросупер БС98 се намалуваат за 1 денар за литар, додека малопродажните цени на Евродизел и на екстралесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1 денар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,5 денари за килограм и сега ќе изнесува 39,780 денари. Скопјанка на возраст од 80 години викендов го загубила животот во сообраќајна несреќа на магистралниот пат Куманово Крива Паланка. Според МВР на 25 септември околу 16 часот и 10 минути на магистралниот пат кај селото Облавце, општина Старо Нагоричане, патничко возило Ford Fusion со скопски регистарски ознаки управувано од 75 годишен скопјанец излетало од патот. Во несреќата возачот и сопатничката од Скопје се здобиле со тешки телесни повреди констатирани во болницата во Куманово, пошто биле пренесени во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, каде што околу 20 часот жената починала. Увид на местото извршила екипа од СВР Куманово, соопшти МВР. Со представата партија Реми на Драмски театар Скопје вечерва ќе се отвори 24-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија во Центарот за култура Трајко Прокопиев.
Публиката ќе има можност да гледа неколку представи од Македонија и земјите од соседството. На првата фестивалска вечер ќе биде доделена и наградата Васил Илјовски. Годинава наградата ќе биде врачена на актерката Стојна Костовска. Од националната установа се надеваат на успешен фестивал, а што се однесува до подготовките целосно се завршени, а запазени се и сите епидемиолошки мерки во салата како што налагаат пропишаните здравствени протоколи. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Министерот за економија Кришник Бектеши очекува олабавување на рестриктивните мерки во предстојниот зимски период, доколку граѓаните и угостителските објекти ги почитуваат протоколите. Тој не прецизира дали ќе има олеснување или евентуални укинувања, но уште еднаш повтори дека владата се држи до препораките на Комисијата за заразни болести. Ако сите ги почитуваме мерките, бројките ќе паднат и ќе има можност за олабавување. Убеден сум дека ќе има олеснувања во зимскиот период, ако вака се почитуваат мерките како сега и од страна на угостителските објекти и од страна на граѓаните. Но не можам да кажам дали ќе се укинат. Ние секогаш ќе ги почитуваме препораките на Комисијата за заразни болести, изјави денеска Бектеши. Министерството за здравство соопшти дека почнувајќи од денеска со трета доза вакцина може да се вакцинираат здравствените работници, граѓаните над 60 години и лицата кои имаат имунокомпромитирана здравствена состојба, а кај кои има поминато 6 месеци од примената ревакцина. Во текот на минатата седмица, како што се посочува, јавните здравствени организации беа информирани дека здравствените работници, независно од возраста, може да примат трета доза вакцина во кој било од вакциналните пунктови во земјава. Трета доза вакцина може да примат и граѓаните кои се вакцинирале во странство. Тие задолжително на пунктовите претходно ќе мора да приложат валиден документ од примените 2 дози вакцини, како би биле евидентирани во националниот систем Мој термин. Трета доза вакцина може да се прими без да се закажува термин, како што и за првите 2 дози. Вкупно 1.619.857 лица, 503.491 домаќинство и 711.695 станови се попишани заклучно со 20 часот вчера, објави денеска Државниот завод за статистика. Можноста за самопопишување на лица во странство пак досега ја искористиле 198.589 граѓани од диаспората. Денеска е 23-тиот ден од пописот и до крајот остануваат уште 3 дена пописни активности. Освен во своите домови, граѓаните можат да се попишат и на одредени пунктови во нашите општини што ги отвори Државниот завод за статистика. Пописот на населението, домаќинствата и становите во Македонија, кој официјално започна на 5 септември, ќе трае до 30 септември. Одлични резултати за тенискиот клуб Тумба на крајот на отвореното тениско првенство за момчиња и девојчиња до 11 години. Алексеј Стојановски заврши како прв, додека Ива Стефановска е второпласирана во својата возрастна категорија. На отвореното тениско првенство на јуниори и јуниорки настапија вкупно 26 момчиња и 16 девојчиња од сите градови на Македонија, а беше во организација на тенискиот клуб Тумба од Куманово, заедно со Тениската федерација. Ова е прв турнир од предвидените 3 кои се планирани да се одржат во Куманово на тениските терени кај спортската сала. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 31 степен, а минималната беше 14 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со дневна температура која ќе достигне до 21 степен и утринска која ќе биде до 14 степени Целзиусови. Тоа беше се во дневникот, а вие и понатаму останете со нашата програма.